Ева, беше еден убав вовед на нашиот разговор. Имавте можност да го видите вокално-инструменталниот состав Аманет, а ова утро заедно со нас е нивниот представник, делегат, пратеник, можеме да го наречеме, Христијан Јаневски. Христијан, добро утро. Добро утро. Вокално-инструментален состав, многоброен, ти си всушност една 11-тинка од тој состав тука, затоа секако дека не може целиот состав да дојде. Ајде да започнеме од самиот почеток. Главната причина поради која што си овде е да го промовираме концертот што треба да се одржи на 1 април, но прво со оглед на тоа што сте релативно млада сцена на нашата естрада, малку за самиот состав Аманет. Се започнало во 2018 година, така? Така, во 2018 година, иницијатива на не сите од 11 членови, туку на отприлика 5-6 члена во моментов што сме, имаше потреба да се направи некаков, не знам, склоп на околностите така наведе, да се собереме, да возобновиме некои од традиционалните ораи песни. За таа цел се собравме, направивме една екипа што до ден денеска трае, дури и се шири. До пред 3 месеца бевте 10? Бевме 10, да, дојде нов член. Така да во тој момент и во тој период почнавме да работиме со цел да можеме да донесеме таа музика може да ја слушнат младата публика, секако постарите ја знаат и свирена како доајените на оваа музика од минатиот век. Меѓутоа, младата публика не би го слушала тоа од начин што нема никаков контакт со тоа. Ние како млади изведувачи пробувавме да им го наметнеме на некој начин тоа, со цел да знаат утре кога ќе слушнат и ако треба да представат нешто, да знаат што представува точно оваа музика и традицијата воопшто. Иако сте вие млади изведувачи, како што спомена, иако е млада групата, сепак сите се веќе горе-долу со претходно искуство. Сите веќе имате функционирано по други состави. Така и се знаевме, така, значи сите веќе се знаевте многу добро. Ме интересира, еве рековте дека се шири составот, по кои критериуми се надополнувате, се избирате? Што треба еден член на Аманет да поседува за да ја има таа привилегија, да речеме, да биде овде? Во моментов сме доволно. Доволно? Не примате веќе? Во моментов сме доволно, да. Не, значи, секој што го интересира оваа музика и сака да ја негува и секако има барем некакво разбирање, бидејќи ние не сме училиште или не сме школа за учење на оваа музика, туку претходно сме ја свиреле, сме ја изучувале. Кога се собравме, само беше начинот да се склопиме сите заедно за да можеме да изведуваме оваа музика. Сега поздрав ете до Филип Арилон, тој ни е последниот член, изведувач на кавал, на гајда, значи мултиинструменталист, кој одлично ја познава оваа музика, како и од музичкиот аспект, освежување ни дојде карактерски со давање на мислење, за подобрување. Еве сега и за концертов, многу идеи од него ни дојда. Така да, за се стане член на Аманет, само желба треба да си има да се свири, да се погоди сплетот на околности, да се запознаеме. Како функционирате 11 души? Значи, светоци сме кај нас и воопшто и во светот бенд од двајца се растура, камоли од 11 сега, души? За сега одлично е, тешко е малку. За сите членови е тешко прво да се собереме, да се организираме, зашто сите сме со други обврски, сите си имаме своји критериуми, меѓутоа гледаме кога имаме некој поважен настан, Аманет ни е на прво место. Тоа ни е зацртано во главата и мора да го завршиме. Важно е приоритетите да си се поставени како што треба. Го спомена, те представивме тебе, го спомена најновиот член, да не се навредат и другите, иако можеби спијат уште, ама ајде барем ние ќе бидеме фини да ги наброиме и останатите. Значи вака, почнуваме на гајда, исто и кавал свири, зурла и инструменти, меѓутоа во Аманет највеќе доминира со гајдата, тоа е Андреј Трајковски. После одат кавалите се Роберт Ангеловски, Новица Крстевски и новиот член Филип Арилон, кој исто така свири и кавал и гајда. Тамбурите Оливер Настовски, Јане Крстевски, јас Христијан Јаневски. На тапан е Никола Волкановски и имаме 3 вокали. Тоа се девојките Ивана Чаловска Ангеловска, Симона Петковска и Ленче Димовска.
свирите исклучиво само на традиционални инструменти. Повеќето ги наброја, не знам шупелка дали ја споменавме? Не ја споменавме шупелка. Тие се, значи, во главно оркестарот е кавал, тапан, гајда, тамбура. Тие се инструментите за своји потреби, каде што музиката го нанесува тоа. Имаме шупелка, имаме кемане. Тука те чекав. Ајде сега, затоа што ова навистина не знам што е кемане. Значи, кемане е исто така традиционален инструмент како и другите. Начинот на свирење е со гудало, специфичен звук. Не секој може да го поднесе звукот повеќе од 5 минути. Да, малце е специфичен, малце е остар. Меѓутоа, изврсен инструмент, значи, тонот знае да допринесе секаква емоција. Музиката обично се свири, еден човек свири на кемане и пее. Може да слушнете, кој да отвори, може да слушне, се користи во другите земји, во соседството наше. Македонија е доста застапено, паланичкиот дел, тие предели таму, изврсни мајстори што го свират и што го негуваат инструмент. Што се однесува до музиката, строго, исклучиво и единствено само изворна македонска музика. Што значи не ја почитувате ново компонираната, така? Не, тама работа. Има групи, доста, и сега баш и не радува нас во последно време, има доста групи излезано, каде што свират на изворни инструменти, меѓутоа си негуваат модерна музика, ги вметнуваат во некакви модерни стилови или преработки со модерни инструменти. Но вашиот заштитен знак е само изворна македонска музика. Не можеме сите модерно да свириме, мора некој да ја зачува традицијата. Сега, Христијан, тоа е едно ризница, огромно богатство е кога станува збор за македонските изворни народни песни. Како сепак ја вршите таа селекција, како се одлучувате што ќе изведете, а што не? Од почеток до крај. Значи, ги имаме сега во ова модерно време на дланка ги има сите работи што се отсвирени од минатиот век, има нотни записи, има теренски истражувања. Да, но при изборот заедно се договарате? Да, заедно се договараме, секој допринесува до нешто. Ова јас го најдов, го слушнав, дај да го направиме, ни треба 2-3 проби, таа работа е завршена, си ја имаме во тој наш спектар на композиции и за секоја прилика одбираме нов репертоар. Ето, за секоја прилика, од што зависи кој репертоар ќе го одберете? Па зависи од периодот, зависи од настанот. Например, еве сега оди Великден, за Великден ќе се спремава, сме во план да спремаме великденска емисија. Таму се сите песни обредни за празникот Великден. Еве за тоа што сме дојдени за утре имаме концерт. Првиот концерт во 2018 година што ни беше, го одржавме каде што можеме да ги поделиме пределите на Македонија, така и го биравме репертоарот, значи песни дел од Источна Македонија, од блок песни од Источна Македонија. Така сите предели ги фатувавме. Сега за утрешниот концерт малце го правевме пољубовен да биде поелегичен, така да може публиката малце да допреме некако, со некаква емоција. Песните се така бирани. Тоа е начинот на избор на песни. За секоја прилика си има свој репертоар. Инаку имате, вашиот репертоар има песни ора буквално од сите предели на Македонија, така? Гледаме да ги опфатиме сите и повеќе од времето да биде тоа рамномерно поделено. Ајде сега за самиот концерт, нека бидат подготвени гледачите. Јас веќе најавив дека за еден гледач ќе имаме 2 влезници, но прво еве да види публиката што може да очекува во сабота, утре во сабота, 1 април. Прво да прашам, случајно, намерно токму 1 април? Не, убав ден, сабота е, така се погоди. Слободни сме повеќето од оркестарот на тој датум, сала, сите тие елементи налага за тој датум. Убав ден е, весел ден е, малце шегобиен ден, меѓутоа така и треба да биде. Вие ќе бидете веќе маскирани, така што немате проблем со тоа. 5 години одбележувате, така? 5 години одбележуваме Аманет, утре во 20 часот опера и балет. Билетите ќе има утре и продажба на билети на самата билетара во опера и балет. Но треба да побрзат, затоа што веќе треба да побрзат, зашто така? више е тенек на проботата.
Очекуваме добар одзив да има интересен концерт. Кажав, темата ќе биде љубовна. Ќе имаме гости на концертот. Наш долгогодишен соработник е актерот Владо Дојчиновски. Тој спрема малце и глума, малце и шега. Значи ќе има од се по малце, покрај музиката ќе има и малце драма. Треба да биде весело, треба да биде и малце тажно. На кој му се плаче да плаче, на кој му се смее да се смее. Меѓутоа би требало сите убаво да си поминат. Епа можеме тогаш да ги отвориме веќе и линиите со цел да видиме кој ќе биде тој и најбрз и најсреќен гледач што ќе има можност утре заедно со некого да присуствува на вашиот концерт, со тоа што билетите ќе може уште одма да најавам да си ги подигнат непосредно пред концертот на билетарницата на Македонската опера и балет. Јас сакав само да прашам колку сте и ти и останатите членови задоволни од тоа како ви течат работите, со оглед на тоа што кусо време пред пандемијата сте започнале, ве задеси тоа, добро, сите ги задеси музичари, но сепак со како ви течат работите, колку сте задоволни од постигнатото? Секогаш може подобро. Меѓутоа, ние сме задоволни. За време на пандемијата го искористивме периодот да можеме да повежбаме, да можеме повеќе вака да комуницираме меѓу себе и да се договараме што понатака. Сега за сега работата се движи добро, барем така ние сме задоволни, но секако само напред и треба да оди работата уште повеќе. Имаме веќе гледач на линија. Добро утро. Ало. Ало, добро утро. Ало, добро утро. Добро ви утро, како сте? Супер, баба Фимка. Мило супер. ми е, господјо Фимка. Фимка, дали вие значи ќе сакате да појдете на овој концерт? Пошто го извини. Извинете. Како се го слушам гостино, ми збори за гајда, за супелка, за све. Баш ми е мило, пошто ние старите, ти ги сакаме тие и младите, ма ние многу сакаме кој ќе ги слушнаме, многу се дори возбудуваме. Многу. Во село кога се женеле, со гајда, со тупани, со сурли, па многу било пубо и сега не е многу убаво, не викам да не. Господјо Фимка, вие дали знаете ова јас што не знаев Кемане што е? Па сум го гледала, кај нас немало тоа. Немало, аха. Значи не сум единствена, добро. Имало шупелка, маси покојни свири се на шупелка, па на воа, што се вика кавали, на тоа све, ама за тоа немало кај нас тоа, во Свети Николе во село. Сега да ве прашам, дали ќе имате можност утре да присуствувате вие на концертот? Од колку сатот? Од 20 часот. Ама ако доцните ќе почека концертот за вас, нема проблем. Дали ќе дојдете да ги оставиме билетите за вас? Да, па може со 20, ќе најдам некој. Ваш си е изборот. Не навлегуваме тука. Секако, ќе имате две влезници, Фимка, на билетарницата од Македонската опера и балет, 15 на минути пред концертот, бидете таму и подигнете ги на ваше име. Да. Добро? Фала многу. Нема зошто. Да. Само ќе ве замолам, сите ве знаеме како Фимка, но во режија да го оставите и вашето презиме, за да биде сето тоа културно, нели таму запишано. Да, го стави. Сега, Фимка, ви посакувам убаво си поминете концертот, ви посакувам убав викенд и во понеделник рано наутро очекувам да ми се јавите и да ми ги раскажете вашите импресии, за да знам дали, како што велите, сте се возбудиле на концертот. Може? Ете, ќе си имате убава публика загарантирано и наша редовна гледачка. Ме интересираат идните планови на Аманет. Идните планови по завршувањето на овој концерт имавме соработка со Македонската телевизија. Значи таму има две емисии каде што треба да се пуштат, да се емитуваат. Тоа сме во исчекување за Великден празникот. Треба да имаме нешто ново. Има доста работи, би требало, не би сакал да откривам се, бидејќи не знаеме ли како, не би знаеле. Меѓутоа, зашто и да има новост, ќе бидете благовремено известени и се надевам дека ќе имаме прилика и тука да го споделиме тоа.
Христијан, јас многу ти благодарам на ова твое гостување, ќе ги поздравиш сите останати 10 членови, ќе им кажеш друг пат и тие да си станат рано, ќе направиме местенце овде и тие да дојдат, а за самиот крај ќе пуштиме нешто што вие снимивте овде, мислам, од прилика пред еден месец, а тоа бевте дел од Везилка. Така, да. Што е еден голем проект, сигурно си самиот свесен колку и публиката го сака тој проект. Како помина, како искуство имавте со Везилка? Како помина снимањето? Одлично, одлично, значи прво гостопримството во оваа телевизија е секогаш одлично. Одзивот на публиката, што ја прати таа емисија, да, одлично е. Значи, иако ја пратат многу луѓе и што не познаваат и што не познаваат, тоа е еден добар чекор за нас каде што можеме да се испромовираме. И мислам дека се беше во најдобар ред и се надевам дека пак ќе имаме можност да учествуваме во емисијата. Се најбово ви посакувам, особено во сабота, ќе ви стискам палци.